Убав и среќен ден, почитувани гледачи. Иако е премногу жешко, но ние имаме и текако енергија за рецептот на денот, затоа што не можеме да го одминеме моментот кога ние и вие сме заедно. Топол поздрав од комплексот и од етно-ресторанот Златно буре Кучково, каде што со екипата на Вкусот на традицијата денеска го подготвуваме новиот рецепт на денот. Ова е идеално место за да го искористите вашето слободно време, да дојдете, да уживате и едноставно да се препуштите на сите убавини што ви го нуди ова место. И не само тоа, на крајот да си ја засладите душата со убавите и вкусни специјалитети, традиционални, што ќе ви бидат понудени од кујната на етнокомплексот Златно буре Кучково. Денешна наша гостинка, која што од незиниот богат репертоар на традиционални специјалитети секогаш е подготвена да ги сподели со вас, е нашата драга пријателка Менче, која што живее во Австралија и уште малку е тука и затоа сега ја гледате почесто во нашата емисија за да ни изнакаже и да ни изнаправи уште многу специјалитети. А токму овој денеска што ќе го направи, вау, мене ми беше еден од моите омилени кога ќе појдев кај неа во Австралија што ми ги правеше. Менче, здраво, добре ни дојде. Здраво, добре ме најде. Како ти се допаѓа, кажи ми, комплексот Златно буре Кучково? Прекрасно е, просторито, пријатно, сето е во зеленило, во цвеќиња, персоналот е многу услужлив и брз, амбиентот е прекрасен. Браво, значи топло го препорачуваме на нашите гледачи. На сите, секој да дојде и да го осети тоа, значи не може да се каже колку да се... Е, така, и дури ако дојдат и ние додека снимаме емисија, дури можат да пробат од нашите специјалитети, така. Да. Ајде сега да видиме што за денешната емисија подготви ти од твоите тие стари тетрадки. Што подготви? Епа, денеска ќе правиме кора во тава. Пржена кора. Пржена кора во тава, значи да не се печи, ова е посебен рецепт. Ова го правевме во нашата куќа додека бев јас дете, значи наследено од баба ми, од мајка ми е тоа. Кога немавме време да направиме големи кори да се печат, да на брзина, да. И баба ми правеше и во тавчето ги печеше и ние чекавме како палачинките што ги чекаат децата, така ние. Така, вие во вашиот крај ги викате пржени кори, а во Источна Македонија знаеш како ги викаат? Овие ги викаат пиши. Не се класични пиши, меѓутоа тестото кога се пржи е пишија, а кај вас е многу тенки, баш како налик на палачинка, нешто така. Епа, одлично, сега ќе видиме како се подготвуваат, да ни кажеш што се е потребно за тестото и за филот. За тестото ни треба 2 лажици масло, 2 чаши брашно, 1 вода, вода имаме 1 чаша, ама ќе видиме колку ќе упива, нели, секој брашно. 2 лажици павлака имаме и джемот има околу 4 лажици, значи овие ќе бидат пиши и солени. Пола, значи пола ќе бидат солени, пола благи. Иначе кори, што пишите се празни, така, окей. Да. Значи 200 грама спанач, јас имав смрзна спанач, ако сакате вие со свеж е уште подобро. Така. И 200 грама урда имаме и плюс имаме уште 80 грама урда за благото да се направи, за благите кошки. Чекај да ми дообјасниш. Значи мармаладот ќе го помешаш со 80 грама урда без сол. Без сол и 2 лажици павлака. Така. Ова ќе биде нешто многу интересно. Ајде, Менче, повели прво да се направи тестото, во меѓувреме ќе ви биде подготвено тавчето. Да. Тавчето и шпоретот. Да, тавчето веќе се загрева. Значи јас ќе ставам овдека, не целото брашно, затоа што не знам колку ќе биде. Важно е рецептот да го знаете како е, а не мора да правиме ние, да кажам, толку многу. Така. Е така сега, од прилика ќе ставам 2 лажици, да се знае. Ете така.
и водишката. Ова менче на принцип пржијади? Да. Пржијади. Прстов ацол, Прстов ацол. А заборавивме во потребните состојки Да да кажеме кажеме сол. дека има и прстов ацол. не Така. мора да се оплемени. Кусот се става сол кој сака. А и не мора, да, значи. и не мора, Добро. затоа и не го кажуваме многу, значи секој си има Добро, но свој пожелно. начин. Така, Ставаме вода. Значи Даде. тука немаме квасец, немаме пecivo, Ништо. нема ништо. Да, Добро. обично, исто како запиташ ово, Така. правиме тестото. Добро. Од прилика така ќе биде. Така. И јас обично со лажица работам, нели не додека не дојде тестото да се замеси, со Така. лажицата така. Треба уште малку. Значи мешаме, месиме се додека не добиеме тесто. Така. Јас си ставам помалку вода, Така. затоа што, како што кажав, не знам колку брашното ќе упие, не треба да е многу лепливо и не треба да е превише тврдо, Така. да може да се сучи. Можеме додека расчистиме тука за сучење, ќе може да се остави тестото да одмори малку. Аха, значи може. ова тесто треба да одмори. Не мора, ама ние ќе го ставиме затоа што полесно се сучи, пошто Добро. нема нешто Така. квасец у него. Мгм. И така. Сега ќе земам од брашното малку. И тука ќе го месиш. Да. Не направивме многу, реков само за да од прилика тестото треба да ви биде како за пита што си правите нормално. Да. Јас ставам, не ставам многу, само за да ви покажам како иде тоа. Така. А за домашни услови, кои имате поголема фамилија или дечиња Се поише, дуплирајте. ќе си ставате, да. Ете така. Може уште малку брашно. Уште малку брашно. Да, имаме ние токму, значи ова е предвидено 2 чаши брашно за целиот рецепт. За 2 посоче чаши малку брашно со 1 чаша вода, не да, полна чаша не полна вода. чаша вода. Добро. Како што ќе упие брашното, Така. така ќе ставаме. Како секогаш, домаќинките си знаат, значи вие си осеќате по раката како е. Ево ова за мене е доволно. Така. Јас толку сакам да биде или меко или тврдо, мислам да биде Меко. Да не се лепи на раката и да биде меко. така, да. Добро. И после со оклагија ќе ги сукаме коричките и ќе нормално ќе додаваме брашенце за Сега да кажеме од оваа доза 2 чаши брашно и неполна чаша вода со 1 прстов ацол. Добро. Кажи ми колку пиши, тоест колку кори излегуваат за пржење? Тоа е многу добро прашање и ќе ти кажам, ако е помала тавата ќе има поише, ако е поголема ќе бидат поголеми, Така. истата Помалку, количина. така. Значи тестото Сега не се ти лепи. према ова тавче, Така. колку што е ринглата, Ето така. колку 4 ќе извадиш? Јас да, ќе извадам 2 за со джем и со Така. мармалад како И со урда, да, значи да. комбинацијата А на другите джем од и прилика урдата. 3-4 секако ќе искочат, ќе видиме, ќе Добро. бидат за солени. Ќе ги оставиш да одморат? Па не, одмак Не, ќе ги сукам, само сега додека се средиме Добро, тука. ова може веќе да го повлечам, така имаш брашно за Додека одмара расупување. тестото, Да. јас ќе земам, значи, урдата, една лажичка Повели? и джемот ќе ги промешам заедно, значи рековме урда не солена треба да е. Не соле. Да. Добро. Можете да си ставите ваниличка ако сакате. Јас пошто имам овој домашен джем од сливи, има ванила во него веќе. Ти што би рекла already има ванила. да. Да се трудам да не Да, кажувам. Павлака. Да. Павлака. Добро. Добро. Да се разреди малку урдата и ќе ставиме мармалад. Така. Ќе си дојди како кремова. И ќе видите после ми треба уште една глаџица чиста. Повели? И вкусот е многу интересен. Ова мора да се Да. проба, леле нестрплива сум. Сега ќе го пробаш. Домашен джем со модри сливи. Да. И то ова годишен е прави. Ова е некако Сега го на- правеше? Да.
Сега има Браво, рани модри сливи. браво. Леле, Значи, колко е убав. на Како ти е Грацила погој? твоја е подобар. Да? Да. Лани ми даде една тегличка, мислам, не знам колку Да, беше, што Граци моја остана. сака да прави такви компоти, мармалади, ужива на тоа, а пак Јана, внука ми, да прави колач. Да. Нема на кого, мислам Да. си, на кого се метнати, не? Да, убаво е ова. Може да го пробаш ова ако сакаш. Ајде ова да го пробам, ми Да интересира, видиш земам друга каков е вилушка. вкусот, да. Ајде да видиме. Интересно, нели? Е, така. Дури да ти кажам, толку не се чувствува на шекерот од мармаладо, така е разнежнет, вкусот е разнежнет. Да, убаво е. Еве ти ја сега коричката, така. Да, кората и Ставиш сега брашно. ќе ставам, сега прво сакам да го направам филот за овде. А филот, добро. Да го направам Со да е готов. спанакот. Да. Значи, ако имате свеж спанек, колку грама требаше свеж спанек? 200 грама. 200 грама. И овдека Можете има... и свеж да го ставите. Свеж Да. е подобар. Да. Ама сега така условите, нели се? Добро. И не е проблем, спанак си е спанак, мислам сите замрзнуваме. Така. И сега јас ќе ставам пак и овдека прстова сол. Да, ако урдата е несолена. Да. Ако е солена, не додаваме сол. Да. Така. По- Може ова по јас да желба. продолжам да го Месиш, добро? месам, да. А ти направи си ги коричките. Топченцата. Ете така. Добро. Побели. Е, виж како се одмори тестото и е мекичко вака за Абе, на тој работење. пола, една минута му е доста, што се вели. Да. Добро. И не мора, јас, пошто не го замесувам многу тврдо, ако ми потребно брашно во ставам на кората, полесно се работи. И те молам ножот да ми го дадиш, Да, сечам сега. обратно, Ајде. за да не Овели? оштетиме масата. Мгм. Се од прилика, мислам дека ова би било доволно. Еве го и овој фил ти е подготвен. Да. Добро е измешан. Ке направиме две, Ете така, повели. thank you, и ке направиме 3 солени. 3 солени и 2 благи. Така, доволно е. Тавчето ви е на загреаната рингла, да знаете, само ќе треба масло и да се почне со пржење. Но претходно ќе ги обработиш топчињата, така со корите. Да. А од прилика се сите еднакви. А значи, едно топче за ориентација да ви кажам, За е една во големина на едно јајце, да знаете. Е така. Едно јајце. Да. За поголема тава, повеќе треба тесто. Дупло. Ќе се Да. дуплира. Така. Така. А за подготовка на овој рецепт ќе ви биде потребна оклагија. Може и сукалка, ама со ова полесно, пошто Полесно, сукалката да. е дугачка. Само дај ми го ножот. Така. Значи, насолувате брашно и сега ја зимате, а повели само стави масло. Ке ставам после да не ми гори сега. А да не ти гори. Да, Добро. многу малку треба, не се става Добро, многу. ајде да видиме сега. Треба да биде измесено топчето во големина на тавчето во кој што ќе пржите. Да. И треба да биде тенка кората. Значи, Многу тенка. кората тенка. Може ова да го направите со две кори. Зерето во среде, втората кора од озгора, да се притисне добро и да се пржи. А ти сега ќе ги преклопиш? Да. Уште поинтересно. Како джепови. И како пиците преклопени. Да, джепови, така се Да. ги викаат, небе. Мгм. Со сукалка побрзо се сучи, потанко. Ова е сега ради местото. А знаеш дека јас со сукалката уживам да работам. Така. Се малку ќе освртиме вака. Одлично. Сега првото ќе ја направиш со спанак. А по желба?
Ајде прво, сакаш? прво ќе почнеме со солено. Ајде. И мислам ова емисија веднаш ќе си одјавиме затоа што многу ми се гледа да ја поставиме трпезата, туку веднаш пржи јади ќе си правиме, Да. така? И ставаш масло сега на неа? Не. Не. Еве повели. Чекај, уште малку. Уште Така да ја малку. направиме, да. Аха. Пошто ќе ја преклопам и... А пошто ќе ја преклопиш, Да. тогаш може да биде поголема. Да, некогаш- Ако ги редите едно врз друго, тогаш во големина на тавче. На тавата, да. Добро. Добро. Ете, така. Сега може да ставиме само на половината. Повели. Ти си го Да. знаеш редот, Да. само на... Јас сум лакома на зајре. Така Кога? и јас сакам кога има повеќе зајре. Кога ставам да има, нели? Така, ова половината. Ставим уште малку, да не биде празна питата. Мгм. Така. И се остава малку Место од страната, краевите по за 1 да се сантиметар да се залепи. да се залепи. Да. Така. Сега го префрламе тука. Така. Може и вака да го залепиме? Може и со вилјушка, да. Да. Е, Добро. така. Е сега. Чекај. Јас за да не правам вакви 5 ците, него една по една, Добро. додека оваа се пржи, вака, значи ставаме малку масло. Мгм. Но ова не оди многу. А, значи, мора само малку, така? Многу малку треба. Аха. Дури можете и едната страна да ја направите без ич зетин, па после се става. Ете така. Еве, тука имаш чини за да ја извадиш Да. кората. Нека се испрži малку. Значи, додека таа се пржи, ти веќе Да. ја правиш втората кора. Може, пошто е меко тестото, да си направите колку што треба. Така, И сега ставаме малку зетинче од озгора. Јас дома така. имам четкичка и со четка, а може и вака, не е проблем, мала работа. И тоа кој ќе се стави после ќе се изедначи. Така, добро. Додека таа се пржи, ние ја правиме следната кора. Тачно. Така. Е, така, сега ќе ја правиме Следната со мармалад и со блага урда и павлака. Остатката се повторува исто како и со првата кора. Така. Ова можеме да ја направиме сега со две кори. Две кори, да видат гледачите Да. како и со две кори. Така. Ете така. Добро, значи сега јас ќе ставам од мармаладот и урдата, така? Да, ја мислам дека подобро и оваа коричка да ја направиме, Добро, за да и можеме потоа ќе ги одма. преклопиме. Да. Во ред. Значи, од прилика корите ќе бидат иста големина, од прилика реков, значи Така. може да биде едната, ама лесно може да се среди тоа, може да се позатегне, да се подсобери, ќе видите сега како е. Ова го препорачуваме како вкусен појадок, вечера, ужина, за дечињата, за внучињата, кога им се јадат вакви нешта. Знам дека сите внучиња сакаат вакво нешто да Благи јадат. работи, да. А бабите имаат повеќе време. Да им удоволат на Така. децата. И бабите сами си измислуваат рецепти некош. Добре, сега можеме тука да ставиме Ајде. зајре. Јас само да проверам како е. Уште малку. Уште малку. Да, ќе треба уште Да. малку. Ајде сега еве јас ставам. Колку треба? Да се намачка. Повели. Да не течи многу. Добро. Значи вака ќе го... Ова може да се јади за сладолед во топлите денови.
Со сладолед? Да, се сервира на еден тањир ваков и се стават 2-3 топки сладолед по желба. Па баш ке Со го расипе рецептов, а сладоледот се Со шегувам. малку ово шекор, како сака. Значи секогаш да има по еден прст празно во кората, да, за да така? може да се залепи. Така, Така. добро. Така со прстот извади. Добре, не, пак Добро. е треба, нели, повторно. Така и сега ја ставаме кората Сега од ставаме озгора. другата кора, значи како што реков, видите, И сега ја залепуваш. да, може со вијушката, Еве ти вилушка. Може? така. Едва и чекам ова да се испрши. Добре, да А видиме ова сега како се- првото. Како балонче се направи. Значи сега ја превртуваме, така? Една вијушка. Да, повели. Ајде така. Еве ги чиниите се тука. Важно Значи, е, нека се многу е испрши. важно до тавчето. Да. Ова веќе првото ни е готово. Добре, сега треба да го извадиме. Добро. Може вака. Ете така, лизни го само. Сега следува следната кора, благата со мармалад и урда, а јас ќе чекам барем 1-2 минутки да се подолади, да. подолади. Ќе ставиме И малку веднаш зејтинче продолжувам, сега така, тука, пак пак. малку зејтинче. Еве како треба да Добро. изгледа. Оу, ем крцкава, ем мека како душичка. Прекрасно нешто. И значи така со рацете си ја адаптираш, така? Да, према, да. Аха. И убаво е кога малку изгужванка така, да има Оу, многу е врела. и да ставиме зејтинче од озгора. Многу е врела. Ке причекаме. И значи масленце на секоја кора од озгора. Вкусот е одличен. Вруќо. Леле, мислам дека 10 можам вакви да изедам. Кажи колку е добра. Леле, колку е врело. А колку е вкусно. Колку е убаво. Леле. Но ова нема најаска. Нема. Ова не е за секој ден. Значи, навистина, пржи јади. Значи, од озгора е крцкаво, а внатре полно со фил. Лекичка внатре. Повеќе фил, по-добро. Превкусно, а? Мека душа, а од озгора и од оздола крцкава. Ова е готова сега. Да. Извадиме, ај вака ќе направиме. Леле. Како го блене, толку што е убава. Ајде сега ти ке ги дорасукаш и останатите. Ќе направиме уште една, пошто прилично е вруќо сега. Да. Да не пржиме два пати, ќе направиме уште една дупла вака, како ова е. Со спанек, така? Да. Добро. Видовте, драги гледачи, како може и преклопена, може и со две кори една врз друга. Значи, како ви е желбата, така направете. Сега вака. Му најде редот сега. Сега. Ти сукај таму. Сукај таму. А јас ке ти подадам.
да се лади Дури. малку. Немаме време ниту да се излади. Да, не можеме да чекаме, нестрпливи сме. Екстра. Екстра е. Кажува вкуса. Unusual, што би рекла јас. Каква прекрасна комбинација на урдата со мармаладо. Ме воскитува. И сега додека Менче ги направи останатите, ние се одјавуваме тука, почитувани гледачи, и сакам, како и вообичаено, за крај да ви кажам една мисла. Значи, вела дека созревањето е многу болно. На свое искуство, на туѓе искуство, растот е болен, соочување со проблемите е болно, но најболно нешто е да останете во средина каде што не припаѓате. Затоа, драги мои, секогаш одберете го местото каде што вам ви прилега и каде што вие сте свој на своето. Останете ни во добро здравје, а ние ќе си останеме тука во Златно буре Кучково да си уживаме, а заедно со персоналот кој што ни помогна за реализација на оваа емисија, ќе ги споделиме сите овие вкусоти.